Розмарин. Првото споменување на розмаринот се наоѓа на клинестото писмо Камени плочи, уште во 5000 година пред новата ера. После тоа не се знае многу, освен дека египтјаните го користеле во нивните погребни ритуали. Розмаринот е ароматична, зимзелена грмушка со лисја слични на иглите од шипки. Потекнува од Медитеранот и Азија, но е прилично отпорен во ладни клими. Специјалните сорти, како арп, можат да издржат зимски температури до околу -20 Целзиусови степени. Може да издржи суши, преживувајќи силен недостаток на вода долги периоди. Во некои делови од светот се смета за потенцијално инвазивен вид. Семето е често тешко да се започне, со ниска стапка на ртење и релативно бавен раст, но растението може да живее до 30 години. Формите се движат од исправени до заостанати. Исправените форми може да достигнат 1,5 метар висина, ретко 2 метра. Листовите се зимзелени, 2 до 4 см долги и 2 до 5 мм широки, зелена горе и бела долу, со густа, кратка, волнена коса. Растението цвета во пролет и лето, во умерени клими, но растенијата можат постојано да цветаат во топла клима. Цветовите се бели, розови, виолетови или длабоко сини. Розмарин. Тој исто така има тенденција да цвета надвор од неговата нормална сезона на цветање. Познато е дека цвета кон крајот на декември, а веќе во средината на февруари на северната хемисфера. Бидејќи е атрактивен и отпорен на суша, розмаринот се користи како украсно растение во градините и за уредување на пејзажот, особено во регионите со средоземна клима. Се смета дека е лесен за одгледување и отпорен на штетници. Розмаринот може да порасне доста голем и да ја задржи привлечноста многу години. Може да се исече во формални форми и ниска жива ограда и се користи за топиар. Лесно се одгледува во саксии. Сортите со подлога се шират широко, со густа и издржлива текстура. Листовите од розмарин се користат како арома во храната, како што се полнење и печено јагнешко, свинско, пилешко и мисирка. Во традиционалната средоземна кујна се користат свежи или суви лисја. Имаат горчлив вкус и карактеристична арома која надополнува многу варени јадења. Билен чај може да се направи од листовите. Кога се печени со месо или зеленчук, листовите даваат арома слична на сенф со дополнителен мирис на јагленисано дрво, што одлично оди со храна на скара. Маслото од розмарин се користи за цели намиризливи телесни парфеми или за емитување арома во просторијата. Се пали и како темјан и се користи во шампони и средства за чистење. Употребата на розмаринот го подобрува имунитетот, помага при настинки и болно грло, го намалува високиот крвен притисок, помага при кандидиозни заболувања, го чисти црниот дроб, помага при намалување на телесната тежина, го чисти лицето и ја зајакнува косата. Најчесто се употребува како чај,
но од розмаринот се користи есенцијалното масло, а во домашни услови може да се подготви и тинктура. Чајот се подготвува со една мала лажичка суви, мелени листови од розмарин и 200 до 250 мл вода. Така треба да зоврие 10 минути, да се олади, процеди и може да се пие. Се препорачуваат 2 чаши чај на ден, а за губење на телесната тежина по 1 чаша по секој оброк, тоест 3 чаши на ден. Вака подготвен розмаринот, но во поголема количина, може да се користи за зајакнување на косата. Помиењето на косата со шампон да се премие со течноста од розмарин без да се премие. Етеричното масло се користи за масажи и за третман на лицето. На тој начин, маслото пенетрира длабоко во кожата и помага и при реуматски заболувања, а истовремено кожата се чисти од нечистоти и бактерии. Тинктурата се припрема на следниот начин. 20 грама суви и мелени листови се преливаат со 1 чаша алкохол, водка или ракија. Се оставаат да стојат 10 дена. Потоа може да се конзумира 3 пати на ден пред оброк, по 25 капки со 2 лажици вода. Оваа тинктура се препорачува за висок крвен притисок. Советите од народната медицина не се замена за стручен лекарски совет.